Добар ден! Мислам дека е време да почнеме. Денеска е 2 јули, топол ден и вистинско време да научиме нешто и да можеме да го примениме веднаш на нашиот мал бизнес. Ова е заедничкиот вебинар кој што го работиме заедно со InOne, нашите домаќини и R3 Infomedija и јас, Ванчо Костурски, од All On Web, агенцијата за дигитален маркетинг и Академијата за дигитален маркетинг. Денешната тема е како успешно да продаваме за време на летниот одмор. Јас ви се представив, мојот домаќин денеска е Горан Димитровски од InOne, дигитален маркетинг, одговорен за еден од најперспективните проекти во дигиталниот маркетинг во Македонија. Збор 2 вообичаено за R3 Infomedija, 15 години помага на собствениците на бизниси преку принт, онлайн, нивниот кол центар да ја презентираат својата понуда без агресивна промоција. И за All On Web, Академијата за дигитален маркетинг и Агенцијата за дигитален маркетинг, која што е комбинација на онлайн едукација и практични hands-on вежби со цел брзо да започнете да работите и да креирате дигитален маркетинг. И како што следат нештата, првото нешто е кој ни е планот за денес. Би требало да завршиме за нешто помалку од час и половина, колку што ни е планирано времето за овој вебинар. Ќе пројдеме кратко низ воведот на темата. Втората точка е срцта на темата, тоест како успешно да продаваме за време на летниот одмор. Горан ќе ни каже нешто за InOne, платформата за дигитален маркетинг, ќе ни каже за изненадувањата кои што ги приредивме и ќе оставиме време за прашања и за одговори. Не знам како вие се осеќате и што мислите, но за мене летото е најубавиот период од годината. Можеби затоа што го поврзувам со слободата која што ја чувствував како дете на летниот распуст, кога бевме целосно слободени од училишните обврски. Повеќето од нас го чувствуваат истото и летните месеци едноставно не тераат да сме надвор и покрај обврските што ги имаме. Се прашувам кога последен пат вистински сме се одмориле и неколку дена не сме го допреле компјутерот или мобилниот телефон во рака. Јас лично го паметам последниот вистински одмор, тоа беше негде 2002 година во Турција, кога одморот ми го прекина повик дека треба да бидам во Соединетите Американски држави и дека треба утредента да се вратам. Се до тогаш летата ми беа бајаги безгрижни. Од тогаш секој мој летен одмор е ист и процедурата е следна. Првиот ден стигнуваме и сме преморени од патот, влегуваме во собите и одмараме. Вториот ден е посветен на саканите, третиот и четвртиот ден се запознаваме со комшиите и веќе петиот ден сме постојано со нашиот мобилен телефон во рака или нашиот лаптоп. Па почнуваме да одиме низ мейловите и да идеме низ резултатите. Како ни оди продажбата,
одговараме на нашите имейл пораки, читаме вести и сме постојано на некоја социјална мрежа. Додека многумина веруваат дека мнозинството мали бизниси имаат некаква летна рецесија, тоа зависи единствено од начинот како го водиме нашиот бизнис. И она што го правиме, откако ќе почнат да растат температурите. Зошто? Ќе ви кажам неколку примери. Печките на пелети, реновирањето на домовите, поставувањето на грење во домовите. Најчесто се работи во летниот период. Така да таа вештачки создадена рецесија и намалување на работата е фактички и да не постои доколку го испланираме нашиот бизнис и доколку тоа го започнеме навреме. Се поставува прашањето како успешно да продаваме за време на летниот одмор, за да имаме добар маркетинг и продажба. За време на летните одмори потребни ни се да исполниме неколку предуслови и тие се да направиме добра подготовка на нашите социјални профили. Добрата подготовка на нашите социјални профили подразбира дека најмалку, а препорачливо е тоа да го правиме преку целата година, да постираме редовно релевантни, квалитетни содржини на нашите социјални профили. Така ќе ги подготвиме нашите следбеници и ќе ги запознаеме што всушност работиме и што да очекуваат во летниот период од нас. И така суптилно, преку интересни содржини, ќе започнеме да ги внесуваме во продажниот процес или продажната инка. Многу од малите бизниси се на Facebook. Ова е дел од едно истражување кое што го работам веќе 3 години заедно со R3 Infomedia и со Inone за тоа каде се рекламираат македонските мали бизниси. Како што гледате, над 85% се на Facebook, а дури половината од нив плаќаат за своите постои. Инаку, тука има раст од над 100% од 2016 година, кога започна да преку анкети собирам информации каде се рекламираат македонските компании. Многу од малите бизниси се на Facebook, но само мал процент од нас, малите бизниси, тоа го правиме исправно и на вистинскиот начин. Го правиме без план и го правиме без стратегија. Без план и без стратегија резултатите ќе бидат минорни и незначителни. Затоа, секој бизнис треба да има онлайн стратегија за да напредува денес. Но за жал, повеќето сопственици на мали бизниси немаат, а тоа е потребно затоа што навиките и очекувањата на клиентите се променија и речиси секој има пристап во секое време и редовно користи интернет. Околу 80% од македонските граѓани се на интернет или околу 1.500.000 луѓе. Од тоа, околу 900.000 или 58% пристапуваат од своите смартфони. Затоа, ни е потребна таа стратегија, која што значи одредена сума на пари, малку повеќе време, големо знаење
и многу голема љубов за сопствениот бизнис, за да имаме успешен маркетинг и за да имаме зголемена продажба. Само со подобрена комуникација, направена на вистински начин на социјалните профили, ќе донесеме повеќе од одлични резултати за нашиот бизнис. Летото е вистинско време кога не мора да сме толку сериозни во комуникацијата со нашите следбеници и малку ведрина преку квизови, прашања и игри ќе ни донесат повеќе од одлични резултати. Верувате ми, тоа го прават многу посериозни и многу поголеми компании од нашите бизниси кои што ние ги водиме. Мораме да заборавиме на класичните продажни памфлети и пораки кои начесто ги користиме, а се сведуваат на тоа купи, 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 купи. А одговорот на следбениците потоа не чуди, кои што велат цена, цена, цена. Да направиме нешто различно. Да ги прашаме нашите следбеници што сака, да побараме мислење и едноставно да започнеме да разговараме. Да го планираме финалето од игрите и од квизовите, да е неколку дена по нашето враќање од одмор, за да мирно го поминеме одмора, да добиеме голем дел на информации од нашите следбеници и да одбереме неколку производи или услуги кои што веднаш по враќањето од одмор ќе можеме да започнеме да ги продаваме. Бидејќи тоа го бараат нашите следбеници, а идни наши потрошувачи на нашите производи и на нашите услуги. На овој начин ќе имаме супер активни, релевантни, загреани следбеници кои ќе ни дадат непроценливи информации за нашиот бизнес. Ќе ми дозволите да ви ја презентирам една кампања за мојот клиент Crown Hotel во Неаскиони. И ова е само еден од над 20 постови кои беа објавени со едноставна замолница на моите следбеници на социјалните мрежи кои што јас ги водам, да бидат кумови на плажата или на летен коктел. Чисто органска кампања, без ниту едно потрошено евро, а резултатите беа на сите очекувања. Самиот принтскрин со основната статистика од првиот пост доволно кажува. Треба да комуницираме човечки и пријателски и веруете, се случуваат чуда. Оваа кампања донесе многу повеќе резултати од очекувањата кои што ги имавме. Толку многу продажби, што јуни беше месец распродаден во Crown Hotel благодарејќи на оваа кампања. Кампањата се состоеше и од дел од постојна база на купувачи преку имейл маркетинг и за тоа ќе зборнам малку подоцна. Зошто се добри игрите и зошто мораме да ја подобриме комуникацијата со нашите следбеници. Ако се сетите како сте започнали да ги градите вашите Facebook страни, најчесто тоа е започнуваме со неколку пријатели кои што ги покануваме да ја заследат нашата страна, па тие ги повикуваат своите пријатели, па ставаме некои реклами на Facebook за да имаме поголем број на фанови и доколку ги прашате вашите следбеници на социјалните мрежи, добро знаете ли ние кои сме и што работиме,
верувајте ми дека ќе имате фрапантни одговори. Затоа, тука се квизовите, игрите и прашањата да секогаш ги подсетуваат и ги подсетиме зошто се тука и што можат да очекуваат од нас. Не се срдите да го спуштите нивото на комуникација на обичен разговор, затоа што се она што го правите офлайн, треба да го примените и онлайн. Вториот совет е да ја освежиме нашата веб страна. Веб страницата е нашиот излог. Најмалку месец дена порано да провериме што останало во тој излог. Што има на таа веб страна? Дали е скршена, дали воопшто функционира, дали е респонсивна, дали постои, што имаме ставено на полиците на тој излог. Дали имаме производи или услуги и какви производи или услуги имаме. Платформата на Златна книга за креирање и дизајнирање на веб сајтови InOne е вистинското професионално и брзо решение, доколку одговорот на претходните прашања е негативен. Јас ви го препорачувам, а за истото ќе збори и Горан во вториот дел од овој вебинар. Доколку пак немате идеја за веб страна, ниту пак имате време да направите веб страна, мојот совет е веднаш да закупите локален листинг. Ке се прашате зошто? Затоа што во зависност од бизнисот кој го работите, од 3 до 7 пати ќе имате повеќе комуникација и нови идни потрошувачи ќе започнат да ве контактираат и правејќи го тоа барем еден месец порано, верувајте ми, ќе имате многу повеќе комуникација, мелови, повици, кои што ќе ви овозможат зголемена продажба. Златна книга е лидер во Македонија и го има најголемиот локален листинг со над 1100 платени клиенти годишно и над 50.000 останати фирми кои што се представени на платформата. Има тим на професионалци кои што секогаш работат и се еден чекор понапред со единствена цел овозможување на малите бизниси да го искористат своето онлайн присуство. Четвртиот совет е да се здружиме со комплементарни, неконкурентни бизниси. Здружувањето со комплементарни, неконкурентни бизниси, со кои имаме иста целна група на купувачи во лето и за време на летните одмори и пред летните одмори е повеќе од потребно. Доколку сме, на пример, аптека, можеме се договориме со некоја од фармацевските куќи и да направиме заедничка промоција на социјални мрежи. Повторно, трошокот ќе е минорен и ќе имаме многу подобри резултати. Една идеја за пост. Тагни го во постот твојот партнер за одмор ова лето и доби сет масло за сончење. Било која фармацевска куќа ќе се согласи, дури ќе немате или ќе имате некоја минорна инвестиција од ваша страна, меѓутоа ќе ги разбудите вашите следбеници. Ние сме тука, ова го правиме за вас, а воедно преку таа игра ќе можете да соопштите што се друго правите и што планирате да правите. Планирајте го финалето од игрите и квизовите неколку дена секогаш откако ќе се вратите од одмор, затоа што и од одморот ќе ви треба одмор да се одморите во Скопје. И така ќе имате супер активни, релевантни следбеници кои ќе ви дадат непроценливи информации за вашиот бизнес. Доколку пак имате време и простор и вашиот бизнес го дозволува тоа, тогаш организирајте некој ивент, организирајте настани
Повторно, здружувајќи се со комплементарни, неконкурентни бизниси со кои имате иста целна група на купувачи и тоа е повеќе од потребно, а летото е вистинскиот период. Пример, доколку сте фризерски салон, направете презентација во салонот на новите маски за нега на коса, кои што ја штитат вашата коса да не ви изгори од сончевата зрачење, со гратис тестери за вашите потрошувачи во соработка со некоја си козметичка компанија. Ова е еден концепт на вториот дел од слайдот, од мојата десна страна и од вашата десна страна за S-Box. S-Box е концепт кој што го работевме заедно колектива EMPG, една од најдобрите агенции во регионот за организирање на вакви промоции и е кратеница од Student Box, студентска кутија. Како беа правени промоциите и како беше направен првиот S-Box? Во првиот S-Box беше испратена понуда до различни комплементарни, неконкурентни бизниси и имавме иста целна група, а тоа беа нашите студенти. Само како идеја. Супер проект кој што, за жал, од XX причини во Македонија беше само една или две сезони, а во Хрватска, мислам дека веќе му е 7-та или 8-та сезона на оваа кампања. Што има во S-Box? Секој студент го добива бесплатно и внатре има производи од типот на CD-вите, некои колачи, некои CD-вите влегува со своите енергетски пијалоци во прашак. Нутри барови влегува, не знам, Виталија, како компанија која што произведува такви барови. Влезе Durex со презервативи. Орбит влезе со мастики за джвакање. Многу туристички организации влегоа со посебни картички за студентите, со посебни поволности за патување, затоа што летото и за студентите е супер период за шетање, имаат паузи од испитните сесии и сите има бенефит од ова. Студентите кои што ги добија своите S-Box-ови и се запознаа со производи кои што може би ги користеле, па заборавиле или не ги користеле, па сега за прв пат ги користат, самите бизниси кои што беа неконкурентни, а се комплементарни и ја има истата целна група, тоа се студентите, и на крајот на криштата ние EMPG како организатори на овие ивенти. За било каква идеја, ако нешто ви текне и ви треба помош, за било каков бесплатен совет сум тука јас и можете да ме контактирате на мојот мејл kosturski@gmail.com или Горан од Inone, кој што можете да го контактирате на gorand@zk.mk. Следниот фактор за да имаме поголема продажба за време на летните одмори е да проветриме и да разбудиме нашата имейл листа на купувачи или на потенцијални купувачи. Летото е идеално време за чистење на имейл листите, ако ги имаме и на будење на истите. Да понудиме нешто за да започнеме комуникација и да ги прашаме нашите контакти зошто не се активни и суптилно преку комуникација да продадеме нешто. Се ставено во временска рамка со крајни рокови. Ќе спомнам повторно кампањата Бидени кум за нашијата плажа или некој коктел на плажа. Отвореноста, open rate или колку луѓе ги отворија тие мејлови беше на 60%, а на 30% од таа листа кликна и имавме
над, не се сеќам точно, 60 или 80 продадени кроз игра, преку игра, туристички аранжмани за фамилиите, бидејќи не избравме само една, туку избравме, не можевме да се едноставно се одлучиме кој е победникот и секој што учествуваше со свој предлог доби можност да летува на снижена цена од минус 50%. Се разбира, беше сето тоа ставено во временска рамка, кога може да се искористи, како да се искористи и што е условот. Доколку па немате имейл листи, летото е идеалниот период повторно преку игра, преку прашање, преку ситни подароци за генерирање на идни купувачи и загревање на публиката. Период на нови лидови, го велат на запад. Да направиме игра или прашалник на социјалните, кои што ќе го поставиме на социјалните мрежи, преку форма за генерирање на лидови. Платформата, повторно ќе кажам, на Златна книга за креирање, дизајнирање на веб страни InOne е вистинското решение и многу брзо ќе дојдете до одговорите на тоа како да поставиме страница за генерирање лидови. И конечно да бидеме добри домаќини. Да ги отвориме вратите на малите бизниси и да послужиме барем чаша вода за нашите посетители и нашите купувачи или пак со парче овошје или некој освежителен пијалок. Тоа е мал гест кој секој ќе го запамти и да не бараме продажба во замена за овој гест. Верувајте ми, продажбата сама ќе дојде. Морам да ви кажам што ми се случи викендов во Софија. Нешто што одамна ми нема испровоцирано таква реакција. Во саботата требаше да земам некоја си спортска опрема во Декатлон салонот за спортска опрема. Ми беше многу топло и појдов порано. Негде 15 за 10, отвараат во 10, се отворија вратите во 10, влегувате, 50 вработени, колку што има смената во Декатлон, јас, според моја слободна оценка, беа толку многу луѓе, беа поставени од двете страни, како шпалир, како гарда, и со аплауз и со викање ги пречекуваат сите нови потрошувачи кои што влегуваат во нивниот салон. Во исто време, снимен на разгласот, одеше милозвучен глас на, предпоставувам, некој радиски водител, кој што на сите нас ни посекуваат убав ден и убав шопинг. Неверојатно чувство, предпоставувам дека го прават секој ден и неверојатна енергија за почетокот на денот. Јас лично ова ќе го кажувам на сите и ќе го прераскажувам затоа што се почувствувам во моментот волшебно. И за крај, што и да правите, правите со љубов, бидејќи тоа е магичниот рецепт на секој бизнес. За сите присутни на вебинарот, ве молам, оставете ги вашите податоци во коментарот под овој вебинар, вашето име и вашата имейл адреса, за да можете да добиете едно од изненадувањата кои што ги приредивме со Горан. Сега му го препуштам местото на Горан, кој што има што да ви каже околу нивниот производ, а тоа е InOne, платформата за дигитален маркетинг. Се слушаме подоцна и останете до крај за да ги видите изненадувањата за овој вебинар.